Добре дојдовте на Слободен печат, започнуваат попладневни вести. Еве што има ново. Одбраната на Дејан Јованов Деко, газдата на Пулс, дискотеката во која имаше 63 жртви, на денешното рочиште, побара тој од затворот во Куманово да биде пренесен во Идризово, бидејќи затворскиот персонал во Куманово се однеснувал деградирачки, нечовечки и понижувачки кон обвинетиот. Неговата адвокатка Ивана Коцевска побара судот да донесе вакво решение и во насока на тоа што судницата во која се одвива процесот се наоѓа во близина на затворот, како и поради неговата здравствена состојба и потребата од лекарска интервенција. Претходно адвокатот Петре Шилегов, бранител на Шевкет Хазири од Министерството за економија, на почетокот од денешното судење побара да се преиспита обвиненијата за да се види кој било директно инволвиран, а кој не, и да се направи издвојување на постапките. Воедно побара да се одложи денешното рочиште. Судот го одби ова барање со образложение дека не може да му наложи на ЈО како да постапува. Судењето за Пулс продолжи со сведочење на Ана Костадиновска, придружен вокал на групата ДНК. Ја изведувавме песната "Што сака нека биде" и на самиот рефрен се вклучија прскалките. Ништо не беше неочекувано на оваа песна секогаш се палат. Инстинктивно погледнав нагоре бидејќи почувствував топлина. Панчо повика да излеземе, но никој од нас не ја свати сериозно ситуацијата. Се движевме бавно кон излезот. Забележав врата десно од мене и ги повикав да излеземе оттаму, но беше заклучена. Потоа излеговме по подолгиот пат кога ситуацијата веќе ескалира. Сведочеше професорката Костадиновска, која беше придружен вокал вечерта на 16 март минатата година кога се случи трагедијата, во однос на техничката екипа. Изјави дека улогата на Мартин Атанасовски била грижа за техниката. На прашањето кој ги поставувал прскалките, рече дека никогаш не видела кој ги местел во ниеден клуб. Вокалистката на ДНК сведочеше како преживеала и како се разделиле со Сара Пројковска. Уште одам по психолози, рече Костадиновска. Прочитете повеќе на Слободен печат. Осомничениот серијски убиец од Старо Нагоричане ќе оди на психијатриска процена. Јавното обвинителство информира дека истрагата за убиството во општина Старо Нагоричане е во тек. Основното јавно обвинителство Куманово, заедно со надлежните институции, спроведува активности за прибирање докази со цел целосно расветлување на случајот. За сега обдукцијскиот извештај не е доставен до обвинителството, а во наредните денови осомничениот ќе биде подложен на психијатриска проценка од тим експерти. Жителите на општина Старо Нагоричане живеат во страв и неизвестност по апсењето. Дел од семејствата ги префрлиле своите постари родители од селата, а останатите изразуваат загриженост за личната безбедност. Осомничениот бил познат во средината како мирен и повлечен, се движел со велосипед и чувал добиток. Шефови на трудница и понудиле отказ, пошто прокрварила и останала на патолошка бременост поради заканувачки абортус. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди дека вработена жена била дискриминирана врз основа на пол, род и бременост. Странци ликвидирале фирма за сметководство и веднаш отвориле нова, во која ги презеле работниците од првата фирма. Меѓу работниците што биле преземени, единствената што извисила била бремената вработена, на која претходно само 2 месеци откако дознале дека е бремена, управителите и понудиле спогодбено да го раскине работниот однос. Откако таа одбила, неколку дена пред породувањето, во 9-тиот месец од бременоста, го раскинале договорот за вработување, оставајќи ја растрчана, наместо да се подготвува за в болница, да наоѓа некоја друга фирма, да ја пријави за да не остане безпородилно. Повеќе за ова од Мирослава Симоновска. Иако изминаа точно 104 дена откако Сотир Лукровски официјално седна во градоначалничката фотелја во општина Карпаш, иако сите негови колеги по функција од другите општини веќе дадоа отчети за сработеното во првите 100 дена. Од него нема ни збор. Наместо Лукровски, Стефчо Јакимовски со отчет. Како што поминале овие 100 дена, така ќе поминат и следните 1000. Ако победев на локалните избори, денеска нема да броевме 100 денови, туку ќе броевме завршени проекти. Градинката Мајски цвет во Тафталиџе еден веќе ќе беше вселена, градинката
Пролет кај Канела ќе беше завршена карабината и ќе работевме на внатрешното редување и на 1 мај веќе децата ќе се вселеа. Во исто време спортската сала во основното училиште Димо Хаджидимов на 8 март ќе сечевме лента. Уште една снимка од примитивно пресметување со сила меѓу нервозни возачи во скопскиот сообраќај се појави на социјалните мрежи. Според малкуте достапни информации, тепачката се случила вчера вечер на булевар во Скопје. Видеото покажува како тепачите аматери пред публиката од бројни други возачи насред улица се судираат во непобараниот и непријатен за гледање бокс меч. Ако така може да се нарече, невештото мафтање и тегнење на овие двајца противници. Освен еден нокдаун во кој се најде покрупниот и постар борец, за истакнување е само тоа што при крајот на снимката во кадарот се појавува уште еден човек, веројатно член на тренерскиот тим на другиот боксер. Тоа што тој не се вмеша во тепачката е можеби единствената светла точка во целата ситуација. Тешка сообраќајна несреќа утрово се случи на улицата во Станичка, кај маркетот Рептил во скопската населба Црниче, во која учествуваа две коли, од кои едната е такси возило. Од фотографиите што ги доби слободен печат од читатели, може да се види дека од силината на ударот, такси возилото се забило во скалите од маркетот кој се наоѓа до самата улица. За сега нема информации за повредени во несреќата. Поради посетата на албанскиот претседател Бајрам Бегај, во следните 3 дена ќе има посебен сообраќајен режим во центарот на Скопје, информираше Министерството за внатрешни работи. СВР Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите и упатствата што ќе ги даваат униформираните полициски службеници со цел непречено и безбедно одвивање на сообраќајот. Петок е новиот ден Д. Камионџиите во неизвестност стојат по европските граници. Најавениот состанок во Брисел на работната група која требаше да донесе некаква преодна одлука за визниот режим за камионџиите е одложен за петок. Статусот на меѓународни превозници е се уште неизвестен, додека последиците од примената на шенгенските правила веќе стануваат видливи на терен. Возачите кои го надминуваат дозволениот лимит на престој се третираат како нелегални мигранти. Нивните камиони остануваат на терминалите низ Европа, а прашањето што кружи е колку долго превозниците ќе имаат трпение пред повторно да го запрат сообраќајот на границите. Билјана Муратовска, генерална секретарка на Макам Транс, за Слободен печат, вели дека нивните представници секако ќе учествуваат на состанокот, но како набљудувачи. Темата е на Валентина Ангеловска. На 4-та годишнина од војната во Украина, синоќа на плоштадот на Републиката во Белград се одржа антивоен протест организиран од руси и украинци, кои живеат во Србија и се против војната. На собирот се појавија и членови на крајно десничарската организација Народни патроли, која ја поддржува руската инвазија. Учесниците на антивојниот протест, на кој учествуваа украинци, руси, белоруси и срби, се собраа пред Националниот театар носејќи украински знамења. Главните пораки на собирот беа: не на војната во Украина и Русија без Путин, а толпата скандираше: не на војната. Во исто време, на плоштадот имаше и членови на Народни патроли кои беа од другата страна на полицискиот кордон и извикуваа проруски слогани и носеа руски знамења со војната ознака. За време на собирот, како што пренесуваат српските медиуми, имало вербални конфликти, каде што учесниците на антивојниот протест им викале на членовите на десничарската група дека се фашисти. Брутално злосторство во Хрватска. Маж ја убил сопругата со нож. Делови од телото закопал во дворот. Окружното јавно обвинителство во Осијек по спроведена истрага поднесе обвинение против 53 годишен хрватски државјанин за тешко убиство на неговата сопруга. Злосторството се случило минатата година во селото Тења, а обвинението е поднесено пред окружниот суд. Операцијата што заврши со убиството на мексиканскиот наркобос познат како Ел Менчо не се одвиваше во импровизиран камп
или во запуштена област. Неговото последно заsolниште беше во една од најскапите и ексклузивни стамбени области во државата Халиско. Сместен во луксузна резиденција, изградена на падината на планината, водачот на картелот Нова генерација Халиско се обиде да избега од опколувањето на федералните сили пред да се упати кон шумата, каде што конечно беше застрелан и смртно ранет. Неговиот дом се наоѓал во луксузен комплекс обкружен со шума, со зголемена приватност и апсолутна тишина. Снимките од воздух доловуваат двокатна зграда со модерна архитектура, со високи тавани, фини дрвени панели и големи прозорци. Десетици интервјуа со сведоци на FBI поврзани со случајот Џефри Епстин недостасуваат во огромниот број досиеа објавени од Министерството за правда на САД. Всушност, тие не вклучуваат 3 искази поврзани со жалбата на жена дека Доналд Трамп ја злоставувал пред неколку децении, истражува CNN. Трамп постојано негираше какво било кривично дело во врска со Епстин, додека Белата куќа ги нарече обвинувањата против претседателот лажни, повикувајќи се на претходно соопштение од Министерството за правда дека некои од документите содржат лажни и претерани обвинувања против претседателот Трамп. Бил Гейтс презеде одговорност за своите постапки за неговата врска со Џефри Епстин на состанок со вработените во фондацијата Гейтс. Документите објавени од Министерството за правдата на САД откриваат дека Гейтс и Епстин се сретнале неколку пати по ослободувањето на покојниот американски финансиер од затвор, за да разговараат за проширување на добротворните активности на основачот на Microsoft. Гейтс претходно изјави дека неговиот однос со Епстин бил ограничен на дискусии поврзани со филантропија и дека било грешка што се сретнале со него. Тоа беше последната информација во попладневните вести. Благодарам на довербата. Продолжете понатаму да се информирате преку Слободен печат.